Четврток, 28 март, кратки вести во 12 часот. Новиот анекс на договорот со кинески Синохидро за изградба на автопатот Кичево-Охрид се однесува само на продолжување на временскиот рок за изградба, а финансиските средства за изградба остануваат непроменети, односно 598 милиони евра, велат од Министерството за транспорт и врски. Владата утврди предлог одредби за законски дополнување и се предлага делницата да биде завршена до 31 декември 2026 година. Од транспорт и врски посочуваат дека одлуката за продолжување на рокот е заснована врз основа на информациите содржани во извештајот од Фидик експертот, изготвен поради истекот на претходниот крајен рок 31 декември 2023 година. Продолжуваат градежните зафати за санирање на сидриштето за пловила пред Центарот за обука на вода на армијата на Република Македонија во Охрид, откако за тоа беа добиени сите позитивни мислења од надлежните институции дека зафатот нема негативно влијание врз животната средина. Сидриштето, што се користи за пловила на Министерството и на други субјекти, се очекува да биде готово за предвидените 45 дена, односно до крајот на следниот месец, согласно договорот склучен со изведувачот. На Facebook профилот на албанската радиотелевизија Корча објавено е видео од патеката која е изградена во езерото во пограничното место Тушемиште, на албанската страна на Охридското езеро. Таму продолжуваат градежните активности во непосредна близина на националниот парк Дрилон, кој е биолошки резерват заштитен од УНЕСКО. Неодамна од невладината Lake Ohrid Heritage од Тирана потенцираа дека изворите Дрилон ја губат својата оригиналност. Има многу малку зеленило, додадени се железни мостови, а водата е многу загадена. Времето денес сончево со мала облачност, дува слаб до умерен југозападен ветер, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.